Благодарам, Ваня. Ние се наоѓаме во работилницата во Основното општинско училиште Вера Циревири Трена со цел да пренесеме кои се активностите кои што се случуваат во координација со креативниот центар Карпаш. За сето тоа разговараме со наставникот и ментор Дивна Карапанчева. Меѓутоа тука ќе нагласам дека ќе пренесеме и дел од атмосферата како осмоделенците го започнуваат овој училишен ден токму во работилницата и ќе се пренесам наистина убава атмосфера дека веќе учениците имаат стекнато навика конкретно за оваа работилница и го прават она што вие како ментор го укажувате. Пред се благодарам што не пречекавте тука, па ќе поразговараме и за креативниот центар Карпаш, меѓутоа и за сето она што се случува токму оваа работилница. Добро утро и на вас. Благодарам прво за поканата ова утро. Ова е стаклената градина каде што всушност ни представува и втора училница и место каде што е центарот за храна и за контрола и производство на храна, кој е дел од Креативен центар Карпаш. Да, Креативниот центар Карпаш одбележува 10 години, тоа е голем јубилеј, всушност тоа е и нашата порака на ова линковско вклучување, дека една цела деценија веќе едуцира кај младите и овозможува една поинаква атмосфера, освен стандардното учење во училишна клупа, па на кој начин пред се ќе се одбележат тие 10 години постоење? Да, оваа година веќе 10 години нашите ученици овде истражуваат во Креативниот центар во секоја од областите кои што ги имаме во 10 центри во нашите од 10 основни училишта во општина Карпаш. Истражуваат, креираат и оваа година јубилејниот 10 години ќе ги прославиме со една убава пригоден настан кој што ќе имаме секако благодарници за оние кои што несебично се ни помогнале при нашата креативна работа, потоа статуетки кои што сето тоа веќе е готово, поканите се испратени и ќе имаме една пригодна вечер каде што ќе им објасниме на присутните кои што и дечиња, секако родители, наставници и така натаму, кои што ќе дојдат на нашата прослава. Секако ќе имаме и некои едукативни цели со интерактивна работа, каде што учениците ќе покажат дел од тоа што го работиме и она што Креативен центар Карпаш го стекнал за овие 10 години со активната работа и секако во која што се на прво место учениците. Да, секако интеракцијата е главниот фокус всушност во самиот Креативен центар, особено во делот со учениците, така што колку со текот низ години во овие 10 години учениците имаат зголемен интерес за да учествуваат во сите активности и сите работилници кои што ги имате во агендата со Креативниот центар. Значи, навистина има голем интерес од страна на учениците и ми се чини дека после секоја работилница тие одвечека да им ги известиме на која работилница, каде треба да одиме, што ќе работиме и така натаму, бидејќи самите се вклучени секој од нив да си направи нешто од тоа што го работиме. Например, кога работиме овде во стаклената градина, секој нешто работи, истражува, тоа што го произведуваме, го контролираме со експерименти, така да ова експериментална работа навистина им фали на учениците, особено во ова екранизација која што навистина зела голем замав. Да, и тука го пронесла своето качка каде што ќе може практично да погледнат и делот на наставата која што ја имаат соодветно за нивните години. Да, тука ова и ни представува и како една училна каде што работиме. Како училница. Има многу активности, така што и следното прашање ќе ни биде во однос на последните кои што ги имал Креативниот центар, активности и работилници кои што во последниот период се случуваат, затоа што ова како што ни истакнавте веќе оваа работилница од 2018 година, меѓутоа постојано сте активни. Така, па во овие 10 години, значи имаме направено над 100 работилници каде што се инволвирани ученици, можеби над 1500 ученици или 2000, каде што на работилниците работиме различни проекти. Работилниците се од област на техниката, уметноста, истражувањата кои што ги правиме овде во градината биодиверзитетот и така натаму. И учениците
сака да работат во особено на проекти, кои што проекти последниот кој што морам да го издвојам бидејќи беше наистина многу интересен, водно во Карпош на водно. Истражувавме се што се случува околу Карпош и планината водно, не само биодиверзитетот кој што секако го истражувавме, туку и загадувањето на водата, загадувањето на воздухот, и направивме прочистителни истражувачки станици на водно и овде правевме споредба како е овде загадувањето, какво е загадувањето на водно. Исто така и самите работеа и правеа инструменти со кои што ние тоа го правиме или самото загадување го истражуваме. Токму врагу тие активности се чувствува вложеноста и посветеноста на учениците, како и нивниот интерес да бидат дел од се она што нуди креативниот центар Карпош, така што во продолжение јас ќе разговарам и со две ученички кои што се дел од креативниот центар и сите активности кои што се случуваат. Тука со мене се Јана Андреевска и Донка Китанова. Благодарам што имавте храброст да ни кажете и по некој збор, така што Јана ќе започнеме еве со тебе. Што е она што најмногу ти се допаѓа во работата во креативниот центар и што те мотивира да доаѓаш на сите работилници? Мојата мотивација за учество во овие училишни клубови и работилници произлегува од желбата да ги продолжавам моите знаења, да се дружам со моите соученици, заедно да разменуваме идеи и да решаваме проблеми заедно како тим, да учиме како тимски се работи. За стаклената градина исто сум била дел од многу работилници, каде што сме забавувале, но исто така сме учеле многу по пат. Таа убава атмосфера тука се чувствува многу, затоа што додека ние разговараме, дел од вашите соученици веќе активно работат половина час веќе. Така што Донка, веројатно и за тебе представува еден посебен предизвик да си дел од се ова што се случува, затоа што има многу креативност, истакна и Јана дека имате многу заеднички дружби заедно со учениците, па кој е твојот најубав дел од сето ова? Да се биде дел од креативниот центар Карпош представува огромна чест и задоволство за секој ученик, земајќи учество во многобројните работилници и проекти, во кои ги прошируваме нашите знаења во областите на биологијата, химијата и животните процеси во секојдневниот живот и го буди на истражувачкиот дух во секој од нас. Ви благодарам многу што денеска бевте дел од Македонија наутро и што ги споделивте дел од вашето секојдневие тука. Благодарам и до вас, Дина, што не пречекавте и на некој начин кажавме како ќе се одбележат овие 10 години постоење креативен центар Карпош. Ви благодарам на вас. Кога го заокружуваме ова линковско вклучување, се надевам дека пренесовме дел од атмосферата која што ја има тука, тоа се секако вредни ученици кои што од рано наутро се во стаклената градина со цел да ги завршуваат и последните активности кои што им се дадени, а секако поводот на ова наше јавување од тука беше јубилеот на креативниот центар Карпош, а тоа е 10 години постоење.